Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели, до оние кои што ова вечер ќе не слушаат и оние може кои што подоцна ќе слушаат. Јас сакам ова вечер да ги поздравам во името на Господа. Навистина уште еднаш ми е мило и драго што можеме ова вечер по милост Божја, по љубовта Божја, која што ја имаме и ни ја дава Господ, не по наша заслуга, реков тоа е милост Божја која ни дава Господ, да можеме и ова вечер да бидеме заедно и да се разбира се поучуваме, се храниме од Словото Господово, затоа што ние кога го слушаме Словото Господово, кога го читаме Словото Господово, не само што го разбираме зборот Божи, ние го разбираме и Бог. И го разбираме планот Негов за нашиот живот. Бог има план со сите нас. Само важно е да одлучиме да го препуштиме нашиот живот во Божи раце. Ако може некој совршено да го води нашиот живот и тој самиот да се грижи за нас, тоа е само Бог. Затоа убаво е Библијата ни зборува и таа навистина има извонредни настани како Бог луѓето кои се подпирале со својот живот, со својата вера целосно кон Господа, тој се грижел за сите нешта во нивниот живот. И Бог ги решавал сите проблеми, се разбира, во корис на човекот. Бог сака заедно да ги решаваме сите нешта, заедно да одлучуваме. Но за тоа е убаво да ги препуштиме работите, да контактираме со Господа, се разбира преку молитва, затоа што молитвата е контакт со Господа. Само да ви дадам еден пример во првата книга Самуилова, како една жена Ана, која што беше богобојазлива жена, жена која што го љубеше и го сакаше Господа, но исто така немаше деца. И таа жена беше многу разочарана во својот живот и предизвикана. Меѓутоа, таа имаше цврста вера и таа одлучи една ден со таа цврста вера да направи еден цврст чекор во незиниот живот, да застане пред Господа во храмот Божи. Меѓутоа, со вера кон Господа во молитва и да побара од Господ Бог да ја благослови и да ја слушне незината потреба. И Библијата ни открива дека оваа жена пред Господа застанала не само со вера, туку исто така го излевала пред Господа незиното срце и незината душа и незината мака со која што таа се соочувала. Подоцна гледаме како Бог ја слуша незината молитва и ја удоволува незината потреба. Се грижи за незиниот живот. Подоцна читаме како Господ дури се грижи за незиниот син. Таа доби син кој се викал, се разбира, Самуил. Но сепак оваа жена, реков, била богобојазлива, верна жена. И своите ветувања кои ги дала пред Господа, ги исполнила. А тоа е дека таа ќе го остави незиниот син. Ако Господ и даде син во храмот Божи да служи пред се на Бога и на свештеникот Ели. Тоа е еден од примерите кои можеме да ги видиме. И затоа ова вечер во храбрувам, ајде заедно да застанеме во молитва, ама меѓутоа со вера, излевајќи ја нашата душа и нашето срце, се што има на нас. Бог сака да го слушне сето тоа и тој ќе даде одговор за сите наши барања. Потоа гледаме како Јосиф исто така е роб во Египет. Како е продаден од своите браќа на исмаилците, а исмаилците го продаваат во Египет. И тој таму станува роб едно одредено време кое што служи. Потоа гледаме Библијата ни открива како Јосиф станува втор човек на египетското царство. Во случајот го гледаме издигањето на Јосиф. Клуч за ова издигање се разбира е верата во Бога. Јосиф имал една цврста вера како котва или сидро и имал едно огромно трпение.
Иако бил продаден како роб, но Бог таму, во тоа силно и моќно царство, го издига пред очите на египјаните. А замислете си, Јосиф бил евреин, но верата во Бога била клучната работа, клучниот чекор, кој бил издигнат врз целиот или на целиот Египет. Така да, ако сакаме да бидеме издигнати и слободни, потребна ни е вера во Господа. Да се вратиме на текстот кој што го имавме минатата емисијата насловена како глас на вистината. Нека Бог оди кај Аврам. И тоа го видовме во првата книга на Мојсе, 18-та глава, читавме од 1 до 16 и забележавме неколку клучни работи од страна на Господа. Прво, дека Господ го посетува Аврам и тоа лично со двајца придружници или двајца сведоци. Потоа, пречекот, понизноста и гостопримството на Аврам го гледаме во овој пасус. Библијата вели кога Аврам ги дочека или ги виде овие тројца мажи, тој се поклони до лицето на земјата. И тој им укажа понизност, гостопримство. Потоа го гледаме Божјото ветување за Аврам, дека неговата жена Сара до година ќе има син. Еве го тоа клучно и важно ветување дадено пред многу години на Аврам, меѓутоа сега Бог лично со двајца сведоци доаѓа при Аврам и му се јавува Господ, како што вели Библијата, кај светите дрвја Мамре, кога Аврам седеше на пред вратата од чатарот. И тој вели, дотрча, се поклони до лицето на земјата, ги угости, ги нагости, разговараше со нив. И Бог му вели дека до година неговата жена ќе има син и дека тој повторно ќе го потсети. Друго нешто што откриваме дека Бог не го заборавил Аврам ниту неговото ветување кон него. Значи, Бог никогаш воопшто не го заборавил Аврам, ниту неговото ветување кон него. Ние многу често пати мислиме дека она што Бог ни го вети, дека Бог заборави и дека нема да биде исполнето. И тоа се вика колеблива вера. Нешто што не е сигурно, нешто што не е стабилно. Ние многу често пати се наоѓаме во една ваква фаза, каде што можеме да бидеме несигурни дека она што Бог ни го вети, дека тој нема да го исполни. Но напоменав дека Бог не е човек и тој не се колеба и дека Божите зборови или ветувањата Божи во Библијата се опишани како да и амин. Ако Бог нешто ни ветил, тој во свое време, благовремено, ќе го исполни. И кога Бог доаѓа, нели, и тој му открива дека не го заборавил, ниту го заборавил неговото ветување за него. Како четврто, задоцнетото Божјо ветување не е по наши параметри или време. Ние сакаме инстантно или одма, но Бог си има своја програма за нашиот живот или свој план. Значи, многу често пати постапуваме вака. Преземаме брзи чекори и го губиме трпението. Но многу брзо забораваме дека Библијата ни зборува дека Бог има свој план и своја програма за нашиот живот и дека ние треба со вера трпеливо да чекаме на она што Бог ни го вети. Ако Бог нешто ни вети, реков тој, во свое време ќе го исполни. Еве што вели, да се послужиме малку со зборот Божи, еве што вели Библијата, еве што вели Господ во книгата на Исаија, 55 глава, ќе читаме 8 и 9. Еве што вели Господ: моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта, вели Господ.
Но како што небото е повисоко од земјата, така се моите патишта повисоки од вашите патишта и мислите мои повисоки од вашите мисли. Се разбира. Потоа читаме во Псалам 92:5. Псалам 92:5. Еве што вели. Колку се големи делата Твои, Господи, многу се длабоки Твоите помисли. Потоа читаме во Римјаните 11 глава, 33 стих вика: колку се несватливи неговите судови и не издржливи неговите патишта. Значи, Библијата ни открива дека Божите патишта се интересни. Но меѓутоа, таа програма кој Бог ја има, ние ја немаме. И затоа треба трпеливо да чекаме, се разбира, на целата таа Божја програма. Еве читаме повторно од овој испасус по планот Божи, кој Бог му го открива 18 глава, 11 и 13 стих вика: Аврам и Сара беа стари во подамнешни години, и кај Сара било престанато редовното кај жените. Затоа Сара се насмеа во себе си велејки: сега ли кога сум остарена ќе имам оваа награда или оваа утека, а Господарот ми е веќе и стар. Тогаш Господ рече или му рече на Аврам: зошто се насмеа Сара велејки: вистина ли дека ќе родам кога сум остарена? Интересна е Божјата програма. Интересни се Божите замисли, Божите патишта. Оно што ние најмногу или најмалку го очекуваме, Бог тоа ќе го направи за сите нас. Аврам и Сара беа изненадени затоа што беа веќе стари. И сепак Господ сака да ја укаже повторно својата моќност, дека тој е тој кој отвора и кој затвора утроби. Ако ме слушаат оние кои што се уште се молат и бараат деца, мора да имаат трпение и вера дека ќе дојде ден кога Бог навистина ќе ја отвори нивната утроба и Бог ќе ги благослови и ќе ги награди и ќе ја слушни нивната, се разбира, нивната молитва. Има ли нешто, како што реков, што е невозможно за Господа? Овде се разбира во овој пасус можеме да ја видиме човековата ограниченост, затоа што нели човекот е ограничен или смртен, но можеме да ја видиме дека Бог е надвор од времето и просторот и дека тој е семоќен и дека тој не е, се разбира, ограничен. Како што реков, можеме да ја видиме Божјата големина, дека Бог е семоќен и дека тој е надвор од времето и дека нема нешто што не е возможно за него. Но важно е да се подпираме во Божји раце и сите наши потреби и патишта и замисли да ги препуштаме на самиот Господ, меѓутоа со вера. И длабоко верувам дека Бог ќе се погрижи за сите нешта. Како што реков, овде го гледаме ветувањето Божјо, но подоцна со Божја помош ќе можеме да го видиме, се разбира, раѓањето на Исак. Овде само реков ветувањето, а подоцна ќе го видиме и исполнувањето. И затоа напоменав од стартот на самата емисија дека Божите ветувања се да и амин. Но затоа е потребно трпение. Затоа што Бог има своја програма и свој план за нашиот живот. Меѓутоа човекот сака одма, инстантно. Но Бог така не работи и Бог така не делува. Но ајде заедно, трпеливо да чекаме на Божите ветувања и верувам дека Бог ќе се погрижи за сите нешта кои што нас ни се потребни. Имајте убава, благословена вечер. Господ со вас нека биде. Бог нека ви благослови и нека Бог ги удоволи сите ваши потреби и грижи. А верувајте ми дека тој се знае што нам на сите ни е потребно. И тој точно знае кога да го реши секој наш проблем во нашиот
живот. Но затоа е потребна цврста вера, да веруваме во Бога, дека Бог навистина ќе биде со нас во сите моменти од нашиот живот. И тоа е Божјото ветување и дека тој нема да не напушти се до свршетокот, се разбира, на овој свет. Како што реков, имајте убава и благословена вечер. Господ, се разбира, со сите вас нека биде. Амин. Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели, до оние кои што ова вечер ќе не слушаат и оние може кои што подоцна ќе слушаат. Јас сакам ова вечер да ги поздравам во името на Господа. Навистина уште еднаш ми е мило и драго што можеме ова вечер по милост Божја, по љубовта Божја, која што ја имаме и ни ја дава Господ, не по наша заслуга,